Разговараме со подпредседателот на клубот на спортски риболовци Центрим од Лабуништа Струга, господинот Ален Демишовски. Господин Демишовски, која е причината и поводот за денешното собирање токму на ова место? Бидејќи клубот на спортски риболовци Центрим од Лабуништа е концесионер на рибниот фонд на акумулација Љубочица. Согласно законот за рибарство и аквакултура, значи ние сме обврзни секоја година да извршуваме порибување на езерово на акумулацијава со крапски подмор. Ова е второ порибување на ова акумулација во историјата на нејзиното постоење и многу сме среќни што во двата случаи, значи клубот на спортски риболовци Центрим од Лабуништа е порибувачот. Денеска беше порибено со 230 кг крапски подмладок, набавен од референтна фирма од Кавадарци, со просечна тежина помеѓу 25 и 30 грама по примерок, односно некаде околу 10.000 парчиња. Рибата брзо се аклиматизира, значи немаме губиток на риба. Се надеваме во иднина дека ќе продолжиме со вакви активности. Нашите се размислување дека веќе следната година во ова исто време повторно ќе се собериме, значи на една ваква свечаност. Ме радува посетата, значи што беше доста обилна, побуди голем интерес ова активност. Меѓутоа сакам нешто друго со ова порака, со ова порибување, значи второ, да испратиме порака дека дефинитивно ова акумулација Љубочица има сериозен чувар на рибниот фонд и би апелирал, значи сите луѓе кои сакат да рибарат на ова акумулација, дека треба то да го регулираат со обезбедување на годишни дозволи согласно законот. Исто апелирам дека рибокрапците кои до вчера беа масовна појава, а денеска ги има се поретко и поретко, сакам на некој начин да ги демотивираме дека во иднина треба да се откажат од тој начин на заработка, бидејќи ќе ги користиме сите средства и законот е на наша страна, значи санкциите се многу ригорозни и нема да има толеранција према ниеден од нив. Каков е интересот на младите за членување во клубот на спортски риболовци до сега барем? Па видите сега, ние како организација, спортска организација која се бави со дејност спортски риболов, сме релативно млада организација, значи постоиме некаде околу 7 години. Концесијава на акумулацијава ја добивме во 2006 година и во просек во овие 3 години, значи бројот на членови ни се движи помеѓу 200 и 250 активни членови. Меѓутоа, многу сме задоволни што во сиве овие изминати години имаме огромна поддршка и од самите граѓани, и од бизнис фирмите на кои посебно им благодариме, а веќе полека ни доаѓа поддршката и од институциите на државава, каде во институционална помош, каде и во материјална помош или во реализација на одредени проектни активности кои ги имаме замислено за да ги подобриме условите за обавување на тој спортски и рекреативен риболов на граѓаните. Соработката со другите друштва од регионот и пошироко, да кажем, како е? Вака сега, Центрим. во моментов имаме одлична соработка со клубот на спортски риболовци Пастренка од Струга и со клубот на спортски риболовци Свети Апостол од Охрид. Исто така имаме одлична континуирана соработка со Сдружение на спортски риболовци Вардар од Скопје, одлична соработка со Македонска риболовна федерација и континуирана соработка, значи, со сите институции на државава кои на некој начин се одговорни за оваа проблематика и полека веќе, иако на почетокот нашата организација беше прифатена со еден скептицизам, како одминува времево, се повеќе и повеќе се зголемуваат симпатиите према работата и према евидентните успеси на ова организација и веќе полека масовно ја добиваме поддршката од сите институции, посебно од органите на прогон кои
многу се важна карика во сузбивање на криминалот на овие води, кој рековме порано беше многу присутен. Кои се плановите за во иднина, накратко, ако може на крајот вашето обраќање на клубот сега на спортски риболовци Цендрим? Да. Не напоменав дека заради подобрување на заштитава во 2008 година ние изградивме рибочуварска колиба двоспратна, која инвестиција некаде беше во вредност од околу 3000 евра и таа беше обезбедена, значи, со систем на кофинансирање во која дел учествуваше